Пред неколку денови излезе од печат најновата книга на писателот Киро Донев. Иако сме навикнати да ги читаме неговите авантури во поезија и проза за деца, сепак ова не е такво издание. Станува збор за мемуари од писателските дружења на писателот Киро Донев со автори од цела Европа, би се рекло. Господине Донев, конечно излезе оваа книга за која што вие велите дека била ваша некако животна желба, аманет што сакате да го оставите од тие писателски дружења, сеќавања низ годините наназад. Што всушност содржи оваа книга конкретно? Вака ако треба со една реченица да се дефинира што е внатре, јас би го цитирал мојот пријател Неџет Зекерија, познат писател од турската народност во Македонија, кога ја вида и кога го натрафи тој да ми остави нешто во нејза, тој напиша, вика, и кога би пропаднала целата југословенска и балканска книжневност за деца, доволно е да се спаси тефтерчето на Киро. Јас еден тефтер така го носев постојано на тие манифестации, почнувајќи тука да речеме од Струшки вечери на поезијата, онаа манифестација што ги негуваше традициите од НОП, Куриче, па Гоцевите денови, детските Гоцеви денови, Змаевите детски игри, Караманови средби во Радовиш, сегде си го носев тој тефтер и таму кај што читавме, по некој мој критериум, кога ќе ми се допаднаше некоја песна од некој автор, и го замолував да ми ја напише од тефтерот или нешто друго да напише, дали за мене, дали за литературата, и веднаш го сликав и тој тефтер така полека го собирав на некој начин половина век, од 1917 година, па до денешка, и ете така се собра, тоа е на некој начин како една книжевна историја, тоа е нешто што треба да остане како аманет на вас младите, на овие, како се вика, на кои сега влегуваат во литературата или што ќе дојдат, да ги проучуваат корените, од каде почнува не само македонската, значи југословенската и балканската книжевност за деца, бидејќи тука се повеќе сместили тие писатели што претежно пишуваат за деца, но не се исклучени оние кои пишувале за возрастни, со тоа што пишували и за деца. Така. Колкумина се сместени во ова така импресивно издание? Па овде се сместени вкупно 130 писатели. Значи има од Македонија, од бивши од некогашни југословенски републики, од Турција, од Бугарија, од Шведска и така. Од кај сум бил се на тие манифестации, од тие земји има. Голема помош во собирањето и објавувањето на овие материјали во последнава година имавте од професорката Ана Витанова Рингачева. Која беше нејзината влога во овој дел? Како да ви кажам сега, бидејќи Ана е според мене стручнак кој на некој начин според мои тие некои критериуми ги заменува и Димитар Митрев, да речеме Ѓурчинов, Милдраг Друговец и така натаму, од тој тип на критичари е, сакав сепак она да фрли едно стручно око и да направиме така некоја селекција, не да бришеме некој од нив, тука едноставно да ми помогне од таа страна. А освен тоа, таа е председател на Сдруженијето на манифестацијата Средби по дјаворите Видое Подгорец и како издавач, таа ми е нели издавач и одговорен уредник и така натаму. Што ви значи еве за крај оваа книга вам? Па мене ми значи едно големо измачување. Што ви рекле ние струмичени, многу време се мачев. А што сум омачил, вие треба да кажете оние што ќе видат. Мислам дека таа останува да го кажат сепак тие што се поквалификувани од мене, што познаваат подобро, што се стручници за литературата за деца и за возрастни. Тоа е една историја, еден летопис на душата, така ја крстивме, така ја крстив всушност еден мој пријател Велимир Милошевиќ, додека се враќав на Струшките вечери на поезијата и кога ја виде, тој и напиша дека таа треба така да се вика. Сакав да ја оставам таа книга во архивите на Змаеви детски игри, таму они бараа да ја оставам, не ја оставив. Тука требаше, меѓутоа еве сега е собрана и таа ќе им служи на сите тие кои се влюбеници во вистинската литература и за деца и за возрастни. Ти благодарам многу. И јас ви благодарам.